И многу беше палаво дете. Брзо, енергично, како да ви речам, во едно место не можеше да седи. Еве пример да ви кажам, бевме во Грција, јас и Шурата, мисля Вујко му на Маријан, и со се фамилии бевме. И бевме 76-та во јуни месец. И детето си плива, почна, јас го учев да пливам, јас сум голем пливач и го учев да пливам. И го научив на 2 години. Едно време браној големи имаше и одеднаш детето се фрле во тие браноите, во браноите се фрле и го снема. Излезе после известно време, ете го, и сега, за да не ни бега така, затоа што беше многу брз, експлозивен, како да речем, Вујко му го зеде за сунчени столо, го зеде и го врза со фортом, за да не седи. Ама тој пак ќе си најдеше модус и ќе се одврзеше и пак ќе се пикнеше. Тоа беше, како да ви речем, и атракција на плажата. Таму сите се чуде како дете ова. И тоа ви велам дека толку беше, имаше енергија, преполна, многу голема енергија имаше во себе. Бевме еднаш на викендичка, имаме една викендичка, онамо кај Ивањевци, во село Ивањевци. И ние работевме нешто таму околу лозието со татко ми и со мајка ми, жената, тој да ти го земи то фичото, запали и почна да го вози према то другото село подино. И жената свика, бе, шо прави овој, бе, види, бе, Жика скокни, јас скокнав таму, тој му угасна, на една височинка, вака му угасна, го остави така и избега, и почна да бега. А му прам, не бегај, бе, море, ќе дојдиш пак дома. Кога заврши 8 оделение, му беше мерак да оди во војно училиште. И дадовме документи, ова, она, се што требаше, и го пуштивме во Сарајево. После 2,5 години си дојде тука. И да ви кажам едно путешествие, сакав пак во војно училиште, тука во Ама, во Македонија, 91 година, веќе си ојде од 92-ра, си ојде овие JNA, си ојде, немаше кај да оди. Овде, ко си дојде, не ќеше таму да остани, нормално. И во полиција. Тогаш беше Мијалков ги бараше сите што си дојдеа од војните лица во полиција. Оти сакаше да прави, ми се чини, не ме фаќате за зборо, од 12.000 полицајци сакаше да има тој. Во 4-та година играше за училиштето, еве тука можем да ви го покажам, овде. По завршувањето на работа дојде во Битола. И прво беше приправник, нормално, како што знаете, приправник, после кладува Кременица. Тоа е кај грчка граница, ама лево, едно место, таму имаше полицијска станица. И таму работеше до 95-та година. 1995 година. Потоа се го префрлија на граничен премин, Меджитлија. Таму работеше до кобната 2001 година. За нас, а и за него. До 2001 година. И беше прво во Танушевци, дојде, беше замрзнат. И јас зедов народна медицина за што побрзо да оздрави, сало со сода бикарбона, го мачка во 15 дена. И се опорави детето. Сам си го прекрате болувањето. Во недела навечер Свети Тома беше, баш тој дедо му се викаше Томе, од кај него замина
за предвнатрешни да се береа таму, ги зедоа со автобусите и ги однесоа. Тргна во 17 часот патролата како и нормално. Првото возило, како и ние како одевме патрола, првото возило беше одговорниот на волците, значи, заедно со три припадници, тоест на волците, второто возило беше наше, третото беше исто Хамет на волците и последното наше. Еден од колегите во 17:45 прими позив од Илче, како биле нападнати на меѓу селата Селци и Вејце. И ојдов на меч, на бокс меч. Догледав, ама таму не ми беше убаво. Во главата, во телото. А чувствував нешто се случува со мене. И активирав единицата за неполни, значи 5 минути бевме спремни за тргнување. Волците во истиот момент кога ние излегавме надвор, тие веќе заминаа, да речам, пред нас. Рекол, ќе се случи нешто, може и да паднам, да, онака. И таму баш на игралиште, ова на трибините, и загинав на очарите и на мајка ми му изведов едно крштениче, требаше да му го однесам и то ми падна долу, не знам. На местото на настано, заедно стигнавме со специјалната единица Тигри. Заедно се упативме према местото. Наеднаш луѓето како да ме гледаја сите, шо е? И рекол, шо ме гледат овие пича? Да не имам облечено блуза од напаку, не знам, некако да видиш како. Продолживме понатаму, баравме ранети колеги да му кажеме помош, да му поможиме што можеме. Да речем, дојдовме тука, се движевме полека, влеговме веќе во длабината кај што беа возилата. Првата гледка на возилата беше страшна, затоа што возилата се уште гореја. И реков, што може да биде? И седнав и си играм. А тие сите да ти знаеле, дека таму што беа, сите знаеа, после ми кажа, ние сите знаевме, ама не можевме да ти кажеме. Тешко, не знам, многу тешко во тие моменти ми беше, пошто во тие моменти добивав од тогашниот началник Христо Здравковски и Станко, началник на униформа беше, да ви кажам имињата. Се движев полека стигнав негде до второто возило, значи тука кај што се наоѓаше сега починат Илче од село Породин, беше некако под Хамерот влезен, да речем така, само нозете му се гледа. Го истргав напред, кога видов дека овде голем дел од овој дел фали. Во тој момент ми дојде доста нево, дори сповратив. Се двоумев кај да ставам прстите да му проверам дали пулсо се уште му работи, не му работи. Видов дека е мртв. Застанав тука, не може се уште се совземам, тешко ми беше да речам, тогаш почна се да ми чуга многу силно. Се префрлив од другата страна, кога ојдов да ги видам, тројцата, значи, собрани, запалени горат. Двајцата беа многу близко, третиот беше така настрана, цели изгоре, значи ништо не се познаваа, ни лица, ни ништо, све гореше. На едниот колега знам, после не знав што да правам. Дотрчав, баравме против пожарен апарат. Страшна миризба, гнасна миризба, неубо, не можам да ви кажам, тие беа сите запалени, а овие волците ги провервав, мисло дали се живи или не се, сите беа тропчкани во главите, измасакрирани, дупени. Страшна слика, не можам да кажам. Сега што правеа таму? То правеа затоа што невидиме масакр беше во тоа Вејце. Дали можам јас да го познам син ми кој беше 100 кила, 195 висок, 190 висок, да го познам. Ова му направија тие што се бореа за правда.
и морав да ги товарам другарите, пошто веќе фати мрак. Веќе готов беше чино со колегите, знаеме дека се мртви. Се проблемот беше веќе фати мрак. Во 8:10, негде 8:15 часот, знаев дека имаше четворица колеги. Не можев да ги препознам, вистина знаев кои 8 души се одени патрулама, кои четворица се овие, така некако по, да речем, по големината на телото, пошто беше изгорено, испечено, не можевме да ги познаеме. Знам дека, реков, се ќе направам, ако треба на раце ќе ги носам, нема да ги оставам да ги јадат животните. Тешко беше да се товарат. Колегите паѓаја како снопи. Дојди, види ги од напах, дојди, види ги од напах. Во кревањето ни се откачи ногата на едни од колеги. Овде и пипците, вервајте, од прстите, овие сите ми беа изгорени. Пошто, како што фаќавш месото, ти се пика, влегува внатре, то чудо, не знам да ви кажам, овде не имав осет. Ги кренавме, тешко беше кој да ги вози. Ги убедив некако колегите, ги мотивирав во тој момент колку може да ги мотивираш, то меѓутоа мора некој да ги вози. Ако треба, еве јас ќе застанам, а не можам трите возила да ги возат. Сакам да ви кажам дека многу тешко. Се договоривме со Бранко Трнав. Во тој момент реков, чекај сега го ги изгубив овие 4 колеги. Дај да видам што се случува со овие 4 колеги. Од кој едно ми е комшија, да речем, живеј во последната лада што управуваше, живеј над мене во 3 спрата. Овде во истиот влез. Како ти се одам дома? Го чекавне тој Сандако цела вечер и утре вечер, дури утре вечер та дојде. Тешко не беше да пакаваме ранците, торбите на колегите што почина, многу тешки моменти, да не речем најтешки во мојот живот до сега. Кога дојсва тука народ се собра, скоро цела Битола дојде. И го погребавме. Младо дете, 27 години, таман живото беше пред него, ќе се женеше за 2-3 месеци во август месец, мислевме така да се ожени и ништо, и не знам, и сега и без внуци, и без се останав, и не знам, веќе ни остана само сега да тагуваме. Се е празно. Празно без него. Ама, ете, со тоа ќе живееме до крај на животот, дека го нема, а многу ни недостига. Да ни ги кажите, сторителите и нарачателите на ова гнасно дело. Тоа сакаме да знаеме. Болката е голема кај нас, ама макар да знаеме кој се, шо се. И сите некако не избегнуваат. Се ова што се направи,
се политичарите го направи. По моје мнение, политичарите. Само да дојдат до некоја власт, да што велиме ние жграбнат, што ќе жграбнат, и после ги снемува. Ама ти, ако си човек од мајка роден, ќе бидиш доследен на тие работи што ќе ги работиш, или ако си, например, преседател, ќе гледаш за народот, брат, за народот, да биди народот да ти биде задоволен. Или кој ќе дојде тука на фанфари овие политичарите, сите трчаја, јас никош нема мој. Ни за стану, ни за ништо, јас не одам. Не одам да му кревам на некој рейтинг. Не одам, бре, не одам, затоа што тие до ова не дојсоја. Таа Македонијата и семејствата на наши. Тие истите политичарите, никој друг. Обичниот народ, да речем резиме едно, обичниот народ сака да работи, сака да стопанистува, да има парче леб за јадење, и тие работи не го интересира кој е ова, она, ама овие запнаја, вака, овие онака, и затоа се губиме од тие, ако ги слушаме. И тоа е. А една група на луѓе што може и се уште задоени со тие работи, со патриотизмом, со она, да се брани. Едноставно, од мало дете си задоен со тоа дека треба оваа држава да се брани. Ама го скршија морало кај луѓето во Македонија, и да го изгориш човек и да не одговараш, а ваму Тарчуловски и Бошковски си го бранеа народот, и ти е нормално. А тие не направа вакво злодело, за да му се суди. А на овие што го направи ова, не му се суди. Кај Европска таа унија или Меѓународен суд за човечки права, кај се тие, да дојдат да видат, само за вејце се ќути, а мене тоа ме иритира многу, затоа што вејце најголема сакр во последни од војната, од 45-та година, мислам, до сега е направен баш овде во вејце. Достоинството ни го со тоа што не можам јас, Македонија, ако е Македонија и во Тетово, Македонија и во Штип, и во таму, кај што сакам јас, и кога сакам јас, да можам да одам. Да видиме децата кај што загинаа. Нашите бранители. И по сите маки од 2001 до ден денешен, како врвна иронија, доаѓа пресудата на Врховниот суд од 2006 година, со која семејствата на загинатите припадници на безбедносните сили, како и ранетите припадници, кои со пресуди на основните и апелационите судови добиле обештетување, на име незаконско збогатување, парите ќе треба да ги вратат. Да се вратат парите за загинат син, за вечната ожалостеност и тага. Да се вратат парите за загинат сопруг, за прерано изгубената љубов, за кревко детство без татко, да се вратат парите за раните што сега повеќе печат. Тоа е пресуда на судскиот совет, нечуена и невидена никаде во светот. Не знам како да ви речам, за некој државата е мајка, за некој маќеха, маштеја. Голема грешка ќе биде ако се изедначат напаѓачите и бранителите. Ти немаш ти во ист кош да ги клаваш тие што ја нападнаа, што го рушија, сакаат да го срушат систем, а овие го бранеа системот. И да ви кажам, не знам, веќе
не можам поќе ни да размислувам, затоа што од многу души сме разочарани и секаде кај што одиме, се нешто со тортури, мораш да го молиш за ова, за она, па никаде достоинство, бре. Не знам. Повеќе не знам ни што да речам, затоа што од политичарите ова го добивме ние. Што не требаше да го добијаме, затоа што децата беа послушни и нив ги слушаја всушност, нив ги слушаја, тие политичарите. И заради нив загина и сега ти го врти, сите ни го вртат грбо. А е било, то поминало. За нас не било. Не е поминало за нас, уште не е поминало. Ама да не ги заборават. Да не ги заборават тие што загинаа, тие ранетите што останаа и тие сите одат секаде по институциите, барат ова, барат она, дојди утре, дојди овде, дојди не можеме денес, не е тука, дојди после 2-3 сата. Срамота ова што го прават луѓе. Луѓе, јас веќе нема, дури не му прекипи на овој народ. Кој народ, се знае кој народ, тие што се пропатени, што изгубија, што изгореа. Војната од 2001-та веќе со години е зад нас. Полека ја брише заборавот. Забораваат оние кои под превезот на удобниот и лесен живот им се препуштиле на земските задоволства. Забораваат и оние кои под спрегите на сиромаштијата мака мачат со секојдневието. 2001-та сигурно најмногу сакаа да ја заборават оние со нечиста совест. Но дали треба да се заборави? Дали треба да се заборават загинатите, ранетите, психички трауматизираните борци и сите оние кои ја бранеа државата, ги бранеа и вашите домови и вашите деца? Дали треба да се заборави 2001-та, барем како историска ука и поука, оти тој што не почитува народно искуство и не влече историски поуки, самиот се предодредил за преповторување на старите и правење нови и нови грешки. А некои сеачи на магла пак ќе ви речат: не гледајте во минатото, гледајте во иднината. Ова и беше само еден наш скромен документаристички придонес со мал поглед врз скорешното минато, за побистар и попродорен поглед кон иднината.